Сообраќајните знаци како дел од цевкупната сообраќајна сигнализација се единствен начин за безбедно возење и пристигнување на саканата дестинација без потешкоти и последици. Секогаш се поставуваат на видни места и содржат јасна порака, упатена до возачите, пешаците или велосипедистите. За жал, честопати се соочуваме со скршен или оштетен знак кој е изгубил основната намена да информира за состојбата на патот. За да ја видиме состојбата со сообраќајните знаци, излеговме низ скопските улици и со нашата камера забележавме што се случува токму со вертикалната сигнализација. Одговор за ваквата слика побаравме од јавното претпријатие Улици и патишта, од каде што ни потврдија дека се запознати со проблемот и веќе работат на замена на старите и скршени знаци на територија на Скопје. Она што најмногу загрижува е податокот со кој располагаат одговорните, дека најголем број на оштетени сообраќајни знаци има во општина Чаир, како и во останатите населени места каде што се поставени тројазични табли. Несовесни граѓани ги боядисуваат знаците со спрејови, ги искористуваат како рекламни табли и на нив лепат рекламен материјал, ги искривуваат, а најголем дел од нив и целосно ги отстрануваат. Сепак, и покрај големиот број на искршени знаци, од претпријатието велат дека во споредба со обидатите години, кога имало по 200 искршени знаци годишно, во првите 4 месеци од 2018 година има искршени само 20 знаци. Јавното претпријатие Улици и патишта апелира до граѓаните да ги чуваат и да не ги оштетуваат поставените сообраќајни знаци и да ја почитуваат патната сигнализација, со што ќе придонесат за безбедно одвивање на сообраќајот.